Почитувани сограѓани, секоја сериозна влада во својата програма посветува посебно внимание на политиките што ги применува за инвалидизираните лица, за децата без родители и пензионерите. Бидејќи Социјалдемократскиот сојуз нема програма и овие луѓе во минатото биле заборавени од нив, ќе ве потсетам што реализира ВМРО-ДПМНЕ во минатото и што е предвидено во новата програма проверено за наредните 4 години за овие социјални категории. Донесена е програма за вработување на лица кои до 18 години имале статус на дете без родители. До 2013 година вработени се 83 лица. Донесена е одлука за распоредување на социјални станови на лица кои до 18 години биле без родители. Поделени се 134 станови. За потполно слепите лица и оние со 100% телесен инвалидитет, кои самостојно користат количка, воведен е надоместок за мобилност од 7.000 денари. Паричен додаток за потполно глувите лица од 4.000 денари. Воведено е зголемување за 50% на паричниот надоместок за самохрани родители кои имаат деца со пречки во развојот. За прв пат се распиша конкурс за вработување на 300 лица со инвалидност во јавната и државната администрација. Просечната пензија за март 2014 година изнесува 12.500 денари, што е за 62% од онаа во 2006 година. 22.155 корисници го искористија проектот Банско-климатска рекреација. Пензиите се исплаќаат во првата недела од месецот, а не на 3 рати и намалени за 8%, како во времето на Шекеринска. Најниската пензија е зголемена за 76% и изнесува 7.700 денари. Во наредните 4 години пензиите ќе бидат покачени за 21,5%. Ќе биде воведен бесплатен викенд за стари лица за превоз во железничкиот сообраќај. Бесплатен туристички викенд за пензионери во летовалиштата низ Република Македонија. Семејствата, корисници на социјална помош, ќе бидат ослободени од плаќање на радиодифузна такса. Од 2015 година, сите лекови ќе бидат означени со брајовото писмо како помош за старите лица. Заради поуспешна ресоциализација, по полнолетство и напуштувањето на загрижувачките институции, детето добива средства во висина од 180.000 денари. Почитувани пензионери, инвалидизирани лица, деца без родители, ви наброив дел од проектите наменети за вас, кои покажуваат дека навистина има разлика помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и Социјалдемократскиот сојуз. Истовремено, сакам да искористам оваа прилика на православните христијани од нашата општина, да им го честитам големиот христијански празник Велинден и да им посакам здравје, радост, среќа, берекет во нивните фамилии. Благодарам.